Добре дојдовте во уште една епизода на Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Викендов ќе биде лут. Имаме 3 дерби надпревари и имаме одличен викенд пред нас на Фантази Премиер Лига. Ама ќе одиме прво со фантази. Не бев лош минатата недела. Освоив 63 поени, а ако се земе во предвид дека просекот беше 36 поени, значи дека сум поминал добро. Да не беше црвениот на Салиба и минус 3 поени поради тоа, ќе бев уште подобар. Повторно напредував на лигата која што ја организираме заедно со интернет порталот sportski.mk и сега сум на 233-тото место. Пак ќе кажам, не се откажувам од пласман на првите 5 позиции кои носат награди на крајот од сезоната. Имам 458 бода, а првиот има 566 бода. Не е многу. Вака сега, одиме во трансфер. Јас веќе го направив трансферот уште пред да го снимам видеото, ама нема врска. Ќе кажам сега што сум направил, како сум направил. Значи Сака оди аут, на негово место го земав Крис Палмер. Палмер има тежок надпревар сега, меѓутоа игра со Ньюкасл Челси, меѓутоа ако може некој нешто да направи на овој меч, тоа е Крис Палмер. Игра одлично и го земав на местото на Сака, кој што 90% нема да игра за Арсенал. Плюс тоа Арсенал игра против Ливерпул. Сега, да видиме со Салиба што е. Добро, Салиба, значи ќе мора да оди аут. Да, нема да игра, ама да не одам минус поени со уште еден трансфер, ќе го седнам на клупа, а на негово место во првиот тим доаѓа Миколенко, кој одигра добро во минатите неколку надпревари. Сега, кои се моите предлози за трансфери оваа недела? Значи, предлози кои не вредат премногу пари, а можат да донесат многу поени. Одиме прво со напаѓачот на Фулам. Чеја го не дам Фулам. Ево. Да. Раул Хименес од Фулам вреди само 5,7 милиони фунти. Напаѓачот на Фулам, значи има рекорд на фантази од кога започна својот прв старт сезонава во четвртата недела. Хименес постигнуваше гол или асистенција во сите 5 негови последователни надпревари, освојувајќи 36 поени. Земајте го. Одиме Брентфорд. Виса од Брентфорд 5,9 милиони фунти. Напаѓачот се враќа по повредата и нема лесни има лесни противници во следниот период. Почна одлично сезона, освои многу поени пред повредата и очекувам дека ќе продолжи во исто темпо. И последниот мој предлог за трансфер оваа недела доаѓа од Вулверхемптон. Повторно напаѓач Матеус Куња од Вулфс. 6,5 милиони фунти. Напаѓачот на Вулфс е некако занимаран од менаџерите на фантази, а се работи за одличен фудбалер, има 3 гола до сега и од него се очекува да има најдобрата сезона од кога игра во Премиер Лигата. Дечки, земете некој од овие тројца, ефтини се, а може да донесат многу поени. Да видиме како ќе поминеме оваа недела. Ајде да видиме што не чека овој викенд. Кои се тие 3 дерби надпревари? Значи, прво одиме со Арсенал Ливерпул. Дерби. Многу прашања ќе добијат одговор после овој надпревар. Ама главното прашање е дали фудбалерите на Арсенал ќе летаат. Да, Артета забега малце. Моите играчи ќе летаат на терен против Ливерпул. Кај ќе летаат, бе? Да не бидат спуштени на земја пред време. Двата тима играа Лига на шампиони неделава и двата тима тепаа. Ама Арсенал имаше лесна задача против Шахтор. Ливерпул играше во Германија и тепаше против Лајпциг. И да, сега на Арсенал му е многу поважна победата на овој надпревар, зашто ако тепа Ливерпул ќе им кидне 7 бода. Ама си имаат проблеми. Сака веројатно нема да игра, а суспендиран е и Салиба. Така да, ова е добра шанса за Ливерпул. Може нема да тепаат, ама Ливерпул нема ни да загуби. Вториот меч неделава е во Серија А. Интер Јувентус. Дерби де Италија. Ово свари едно од најголемите фудбалски дербија во Италија. Самото име го кажува тоа.
Дерби на Италија. Сега вака, Интер се мачеше со Young Boys во средата. Гледав друг надпревар и ми стига слика на Вибер со статистиката на надпреварот и ми пишуваат: "Абе брат, што е со Интер?" Гледам статистика, 11 шута Young Boys, 0 шутеви Интер. Добро, во второ полувреме си дојде се на свое место, Интер тепаше. Ама ако одигра така сега против Јуве, толку ќе биде. Ама чекај, не дека Јуве беше подобар. Интер барем тепаше. Јуве изгуби од Штутгарт дома. А статистиката: Штутгарт 22 шута, Јуве 7. Значи нешто не штима. Инаку да, Јувентус се уште нема примено гол од игра. Имаат примено само еден гол сезонава во серија А и тоа од пенал против Каљари. Ништо чудно да биде 0-0 или 1-2 гола да паднат. Ама не очекувате голејада. Главното го чуваме за крај. Сабота. Реал Мадрид, Барселона. Одма кажувам, гол. Пред сезонава мислев дека Барселона ќе биде крш, ама сега Барса е лидер. Реал со Мбапе втор. Овој надпревар е од огромна важност за двете екипи, доаѓа во супер момент и за едните и за другите. Што се дешаваше неделава? Реал губи 0-2 од Дортмунд на полувреме. Во второ прави пресврт, тепа 5-2. Барса игра со Баер Михен и као е аутсайдер, тепа 4-1. Значи, двете екипи се во топ форма. Пак Реал ми е некако фаворит, ама се што било се брише пред овој надпревар. Не го пропуштете мечов, ќе биде лудо. И ќе има голови. Дечки, тоа е се за оваа недела. Не заборавајте да притиснете subscribe, да не следите на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook, лайкувајте и коментирајте. Ние се гледаме следнава недела. Чао!